Господ да ви е на помош. Коце? О, добар ден, дедо Попе. Господ нека ни е на помош. Нека му се слави името. Добар ден, дедо Попе. Добар ден. Како сте? Добро, работим. Како работиме? Оди. Оди. Коце, сакам да направим еден муабет за детето ваше. Леле, дедо Попе, кажувај каква белја направил да му го дотерам јас умот. Детето ваше не направило никаква белја. Такво дете како него нема. Пее и чати најубаво. Кога пее во црквата и кога чати, црквата дзуни. Па тоа сакам да кажам, ке грешите душа ако не го пуштите да изучи псалтика. Ти затоа дојде. Дедо Попе вака и да сакаме не може. Оти бре? Големо сиромашти. Не. Не бива таа работа. Остај таа работа, дедо Попе, да не правиме празни разговори. Што не бива, не бива. Сега јас да ви кажам, како него такво дете нема. Гласот му е славеј. Ако изучи школија, ќе има поарен живот и за него, и за вас. Поарно ќе си проживеете и тој, и вие. Арно велиш, дедо Попе, само ние едва и крај со крај врзуваме. Каде можам јас и коли и книги да плаќам? Не бива таа работа. Не, дедо Попе, да не правиме празни муабети, таа работа не бива. Не. Јас мислам вака да направиме. Првата книга и првата година да ги платам јас. Така. А сетне вие ќе правите, ќе собирате, ќе работите, ќе штурите, ќе продавате нешто, ќе најдете, ќе некако да се истурка. Греота е детето така да остане. Така. Арно велиш, само да не оставиш вака до утре, да подразмислиме, па да решиме. Ако? Ајде. Најде. Размислете. Ајде, Господ на помош. Подразмислете. Ајде. И утре да ми кажете, така. Арно, дедо здрави. Попе. Ајде, за здраве. Ајде. Бре, Коце, што му стана на Попов? Си да знаеме колку е скржав, а сега сака да плати за детево. Ако толку скржав човек сака да плаќа, тоа може да значи оти нашево дете е многу попаметно од што мислиме ние. Ој, те сплаши. Те видов. Не виде? Со Калина, со Коце праеше муабет. Им кажа? Им кажа. Така како што се договоривме. Така како што се договорив, се им кажа. Како што се договорив? Им кажа. Ама што им кажа? Види сега што им кажа. Им кажа, поти... Ќе платиш? Ќе платам првата година и првата книга ќе им ги платам, та сетне тие нека работат, нека прават што сакаат. Првата година и првата книга? Да. Ама, нели рековме дека за се ќе платиш? Ти рече, не реков јас. Да јас ако реков, па не пресеков. Ама... Па зошто па да бре, види сега, кај давам толку пари, пак сега за туѓо дете доста е толку. Зошто да не дадеш? Зошто, ајде, кажи ми, кога имаш? А не ти треба? Не ми се од глата тамо, ти имаш да даваш. Толку реши, толку ќе дадам и крај. Добро. Малку ли се овие пари? Не се малку, не се. Добро. Кога си пуштил срце и толку, добро е. Господ с тобою. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, и Господь с тобою. Благословена ты жена, и благословен род чрева Твоего, и яко спас
Господ на помош, коце. О, добро утро, дедо Попе, што вака рано? Рано. Рано, тамам е. Да се напиеме по една... Абе, кола е работа за пиење, бидува... Сега не сме за пиење. Добро, како ќе Сега кажеш? дојдов да те прашам, дали ќе го пуштите детето на сколија, како што рековме, а? Вака, дедо Попе, размислувавме, премислувавме и решивме да го пуштиме. Браво, бе, коце. Штом сме имале таква среќа, ти да плаќаш, нека оди детето. Така, биду. Слушай, Е. а сега да го викнеш детето, да го однесам кај учител, да го запознам со учител, да? Ако. Јас ќе кажам на Калина да го суреди детето за кај учителот, а ние да дрмнеме по една. Велиш? Време. Рано да не? Не, време. Ајде, влез. Ама по една. По една. Распоред на часовите математика 2 часа. Мајчин јазик исто 2 часа. Физкултура. Учителе, О, учителе, Господ на помош да ни е. нека му е вечно името, дедо Попе. Така, добар ден. Добар ден, учителе. Добар ден, Петре. Петре беше, нели? Јас сум учителе. Имам слушано за тебе многу умно дете, знае да чита, пее како Слави и ако продолжиш да учиш, еден ден ќе станеш поп и ќе го замениш дедо Попот. Ако се смилува Господ, учителе, може и тоа да биде. Само, јас малку се плашам, учителе. Зошто? Не знам, се велам се да не сум малку повеќе голем за сега школија да учам. Не знам дали ме личи. Ајде, за учење никогаш не е доцна, синко. Така е, учителе. Затоа е го донесов кај тебе. Само Бобчево е од малку така посиромашно семејство и затоа решив јас да му платам првата година за учењето. А сетне, нека работат, нека собираат, нека продаваат, па ќе видиме. Учителе, а колку ти чинеше тебе учењето? Попе, се знае, нели, таксата за учењето 25 гроши и 25 гроши за првата книга. Се на се 50 гроши. Много бе, учителе? Ајде, Попе, ти за еден погреб толку взимаш? Тоа е еднаш, ама 4 години. Много. Ајде, да не слуша детево. Добро. Еве вака, еве сега. Ти си го земел кешето по тебе, значи. Еми сега реков јас ќе платам и нема одрекување. Еве ти 2, 3, 4, еве 50. Нека му е со среќа. Со здравје, дедо Попе. Ај, со здравје. А ти, Петре, ќе дојдеш со мене. Мајко, Кажи, бре, синко. ми треба нова книга. Оваа што ми беше за 1 година, јас ја изучив и ја завршив за 2 месеци. И даскалот рече, оти, бадијава си го губиме времето и тој, и јас ако не купиме нова книга. Знаев јас дека вака ќе излезе работата, синко. Знаев. Каде е сега попот? Не излаже и тебе и нас. Знаеше дека немаме пари. Ама тој кажа, оти ќе плати само 1 година. Знам дека така каже. Ама од каде да ги најдеме парите сега? Готово е, синко. Нема веќе. Ниту учење, ниту пеење, ниту книги. Мајко! Мајко!
Брзо ваму! Што е бре, синко? Што си се развикал? Види, кога седе во дворов и пред мене падна ова. Од кај ти е таа пара, бре? Од небо. Како бре пара од небо? Па, си седев така јас во дворот, ми беше макавот и не ме праќате на сколија. Си велам, ајде, ќе заработат пари, нака ме пратат на сколија и кога наеднаш седејќи така пред мене, ова падна. Синко, ова не е грош. Ова е кара грош. Од каде ти оваа пара? Еј. Види. Ај! Види, уште една. Ај, уште една. Синко, знам јас од кај се овие пари. Од Господ. Се сожалил и на тебе и на нас, оти немаме пари да те пуштиме на сколија, па ти ги пушта парите од небо. Леле, кога ќе му кажеме на татко, ти нема да верува. Ајде брзо влегуве дома. Ајде да му кажем. Ајде, побрзи, побрзи. Вистина е, татко. Си седам јас така во дворот и кога наеднаш падна, не можев да се изначудам од каде падна. Ма вистина е. И мене кога ме викна и пред мене падна. Еве ги. Бре, доста реков, ме збудалевте со тоа паднало та паднало. Додека не видам со своји очи, јас не верувам. Доста беше. Од кај се тогаш париве? Од кај се? Ги загубил некој, му паднали, па... Да. Дворов наше сокак, па си врват луѓе и си губат пари низ него. Доста реков. Ајде да се легнува, та утре ќе му ја мислиме. А сега ќе може да одам на сколија? Доста реков, бе. Ej, majke. Kao na groš. Vidi. Aj. Pridaj, gospode, pridaj. Ej. Le, 3 karakoš. Majko, aj. Ušte. Promaši. Le, ženo, dete, sinko. Најдов луѓе, и јас најдов. Паѓаат од небо, една земја од земја, друга паѓа од небо. Еве ги пари, ајде синко, земај и носи кај даскалот. Виде сега? Видов со своји очи и не можам пак да верувам. Што е бре ова чудо што не снајде? Ле. Па ти реков дека паѓаат од небото. Се смилувал се вишниот. Да. Мајко, јас трчам кај даскалот. Трче. Ги зема парите? Ги земав, еве ги. Ако те праша даскалот, не кажувај од кај ти се. Кажи му, ти не знаеш. Не бери гајле, мајко. Па, умен сум до толкова, знам, никому нема да кажам. Хајде, отидов јас. Моркалино, а што е ова чудо што не снајде? Да кажувам за него, али да не кажувам? На брат ми, на попот? Не, мој коце. Не, почекај. Почекај уште некој ден. Може ке падне уште некоја пара. Не знам што да ти кажам. Да почекаме. Арно велиш, да почекаме. А јас ќе појдам во дворот да видам, али ќе паѓаат уште. Ајде, оди. Така ти велам, дедо Попе, си седи детето во дворот, а парите паѓаат од небо. Да, гроши. Како ме велеше, немам пари, сиромашни сме, како ќе го изучам, виде Господ како може да даде. И што направите сега со парите што и најде? Ги однесовме кај даскалот да платиме. Така. И што велиш сега, така од небото паѓа, Гоце? Зар би те лажел за ваква работа? Слушај, да не имаш од тие карагрошите да ја видам шо чудо сега? Види.
Колку зема од овие, бре? Не земав дедо попе, ги најдов 15. Како бре ги најде? Како бре ги најде? Абе, овие пари се мој, сите имаат нишан, бележани се, коце. Еве, ја види, кажи ми, оти ќе фрлам клетва, така да знаеш. Ама бе дедо попе, па ја не знам. Што не Како се знам? нашле во мојот двор, па јас моја рака не фаќа такви работи, 15 карагроша си паѓаат во дворот. А, бре, коце, бре, овие пари ги имав сокриено на таванот. Од војски. Знаеш како е, војски поминуваат и кога поминуваат војски, никој пат не се знае како е. Секој се качи горе, се расфрлано, растурено, само 2-3 карагроши останат. Кажи ми, оти клетва, реков ќе фрлам. Абе, дедо попе, па рака сечам, па Абе, рака- мојата куќа е далеко од твојата, како во мојот двор дошле? Коце, твојата куќа е далеко, ама на брат ти куќата е близу. Оди да го прашаш, тебе ќе ти каже, тебе ти брат, мене нема да ми каже. Оди да го прашаш, вие сте блиски. Дедо попе, брат ми не е таков човек. Абе, остай, ти ќе ми кажеш, не бил таков. Реков, клетва ќе му фрлам, така да знаеш. Не бил таков. Миеве пред некој време ја купи најголемата нива во селото. Од кај му пари, бе, коце, тој да ја купи таа нива, а? Ма не знаев дека купил нива дедо попе. Ќе појда веднаш и ќе му кажам дека ќе фрлиш клетва и ако фрлаш клетва да си знае дека ќе фрлиш клетва. Ако фрлаш клетва. Клетва му анатема ќе му фрлам. Како и најде моите карагроше и на таванот, вре, мајката. Ај, Не те разбирам, брате. Кај тебе паднале, ти си ги нашол, а кај мене идиш? Зошто? Јас дојдов да ти кажам за клетвата. Попот фрли клетва. А ако си ги земал парите да си знаеш за таа клетва. 300 клетви нека фрли, ич не ми е гајле. Ни карагрош сум земал, ниту пак за клетва сакам да знам. Не можам да разберам од каде паѓаат во мојот двор. Кај тебе паднале, ти си ги нашол, твој си се. Да не му ги даваш. Разбра? Твој си се. Негови биле. Ниша nimале. Како не? Само те лаже да ти ги земе парите. Сите го знаеме каков е и што е. Тој леп не јади ако некој не му даде. Немој така, брате. Тој многу ми помогна за Петрета. Купи книги за кајдаскалот. Купил книга. Кој знае зошто го направил тоа? Знае дека е младо детето, дека ќе спечели, па ќе му врати двојно. Тројно ќе му врати. Ајде бе, сите го знаеме каков. Добро. Штом не си ги земал парите, не бери гајле. Одам јас. Ајде. Оп. И да не му ги враќаш тие 15. Твој си се. Ти си ги нашол. Клетва ќе фрлял. Како не, клетва ќе фрлял. А од кај му се него? Од народот од кај му се. Клетва ќе фрлял. Бев кај попот. Ми кажа оти фрлил некоја лоша клетва. Ама, фала му на горниот, еве, поминаа неколку дена, никој на ништо не се пожалил. Ние нема зошто да се грижиме. Така, домаќине? Така е, домакинке. А тие 15 што ги најдовме? Да не ги бараше да му ги вратиш? Ништо не ми рече. Брат ми вели да не му ги даваме. Зашто, од каде знаеме ние дека се негови? Така е. Во право е човекот. Биле бележани. Од кај да знаеме ние дали биле бележани и како биле бележани? Ако ми ги побара и ако ми покаже дека сите се бележани, јас ќе му ги вратам. Не сакам нешто лошо да му се случи на детето, не? О, не дај Боже, домаќине. Ама, барем тие 15 што му ги дадовме на даскалот да не ги бара. Греота детето од сколија да го враќаме. А може ќе ни ги остави. Кога еднаш дал, ќе даде уште еднаш. Коце, брате, помагај, коце! Брат ми, оди види што сака. Ми оти... Коце! Влези, бре! Коце, брате! Коце, помагај, коце! Што е, бре, некоја мака да не имаш? Детето легна в постела, не станува. Разбираш ли, дотаму е дојдено што е на душе испуштање. Коце, брате, дај да појдеме кај попот, да се исповедам, да го пее детето, да не отиде непеано. Ами ако е така, ајде да одиме веднаш. Ајде, коце. А ти, Калино, оди кај Зора да и се најдеш заедно за лошо. Ајде, бе, коце, Ајде, беристе. Ке одам, како нема да одам? О, Боже Господе, каде сгрешив?
Каков греф направив? Каде сгрешив, Мило, Мило, што ми ти е? Детето. Мамо, вода. Сега, Мило, сега. Сега ќе дојде. Каде сгрешив, Калино? Каде сгрешив? Што да правам? Молчи, Зоро, ќе го станеме детето. Боже, Господе, те молам, чувај ми ја. Каде сгрешивме, Калино? Каде? Каде? Ќе биде добро, Зоро, ќе биде. Каде? Што направив? Што сгрешив? Полека, Ајде, бе, дедо, чекај, ајде, чекајте, бре, полека, малку, полека. Чува ли сте ти? До детето многу е болно. Многу е болно да побрзаме, попе, ќе отиде детето непеано. Ајде, ајде. Бе, чекај, застани, полека малку. Полека, ти да не имаш нешто да ми кажеш? а? Имам, попе, многу закажување, ама прво да одиме. Ќе отиде детето. Чекај, бре, прво најарно ќе биде да ми кажеш. Оти може би и нема да треба додам да го пеам Ќе детето. ти кажам, Кажи. попе, се ќе ти кажам поред, ама сега не е време. Ајде. Токму сега е времето. Кажи ми ти како што треба, се нема да задостиме, не бе регајле. Ајде да те чујам. Грешев, дедо попе, многу грешев. И ако велиш дека е поарно сега да ти кажам, ќе ти кажам, дедо попе. Еден ден, враќајки се од полето, си врвев по патот и на твоите керамиди видов нешто ми светка. Си велам што е, земав една скала, се качив и најдов еден карагрош. До него уште неколку и го пребарав целиот покрив. Најдов едно гнездо од една чавка. Претнав малку во гнездото и што да видам полно со златници, карагроши. Ги земав сите и ги однесов кај мене дома, ги преброив. Имаше околу 500 беа. 500 велиш, а? Да. А тоа со чавката ќе да е вистина. И јас видов како една чавка носи пара во клунот, прелета над нашиот двор и парата падна во дворот, да. И оти чавка ги носела, ги најдов во гнездото, не помислив дека се твои, ама па ги најдов на твојот покрив и може требаше да ти кажам. Ама Слушај се, се израдував и молчев. Так. До попе. Ајде, опашај се сега. Ето. Слушај сега што ќе ти кажам. Значи, 500 карагроши. Да. Ти ќе треба мене тие да ми ги вратиш. Да ти ги вратам, бе, дедо попе, ама како ги поарчив сите. Ако сакаш, да пишеме едно писмо и да го подпишеме, па да ти ги враќам по полека. Кај судникот ќе одиме, таму ќе подпишеме. Арно, попе, како ќе кажеш, а сега да појдеме, да го пееме, детето ќе отиде непеено. Боже, ми стана детето. Се исправи. Попе, не иди. Оздраве детето. Ете, не му требало пеење на детето, бре. А тие карагроши што и најдовте ти, Петре, па нека му се алал на умниот Петре. Нека му се ало. Нека му се ала.